Додека во амбасадите низ светот не представуваат неквалификувани партиски кадри, ќе тонеме надолу и никогаш нема да бидат заштитени македонските национални интереси. Дипломатијата е занает и мора сериозно да се свати, а надвор треба да не представуваат луѓе со дигнитет, кредибилитет и свое јас. Експертите ја коментираат ситуацијата во која се наоѓа македонската надворешна политика, што е резултат на долгогодишни погрешни дипломатски чекори. Последните случувања со повикувањето на тројцата амбасадори на консултации од Обединетите нации, Рим и Тирана е показател дека голем дел од дипломатите испратени на мисија во странство се само партиски луѓе, чие амбасадорско место е награда за тоа што го одработиле за партијата. За цело време на независна Македонија, кадровската политика во целина беше погрешна, во дипломатијата особено. Знаете, дипломатијата е занает. Исто како што е архитектурата, како што е хирургијата, како што е машинството. Значи, не можете вие било кого да пуштите за амбасадор. Не можете, затоа што ќе биде дилетант, ќе ја срами држава. Војната ние мора да ја водиме на дипломатски план. И ако тоа не го сватиме, не го сваќаме за жал, ние ќе ја изгубиме таа војна, која е за нас историска и суштинска. Според Никовски, новата власт треба да го преиспита работењето на сите амбасадори, па одново да се направи една бескомпромисна селекција, која ќе донесе радикални промени во надворешната политика. Новата власт треба да го преиспита работењето на сите амбасадори. Една маса од амбасадорите и еден добар дел од дипломатите кои се во нашите ДКП-а не заслужуваат да бидат таму, не ја представуваат земјата на начин на кој мораат да го прават тоа. Не се доволно ни квалификовани, веројатно добар дел од нив не знаат ни странски јазик, претпоставувам, али сум уверен бидејќи тоа се случувало цело време. Последниот скандал во дипломатијата е со амбасадорот во Обединетите нации Љубомир Фрчковски, кој злоупотребил пари од мисијата за сопствени потреби. Откако беше повикан назад од Њујорк на консултации во МНР, тој го призна делото, но рече дека веднаш ги вратил парите. На консултации беше повикан и амбасадорот од Италија, кој на своја рака ги извести тамошните власти дека пасошите без Северна не важат, иако немаше таква насока од МНР, како и амбасадорот во Албанија, кој и покрај алармот на нашинците таму за бугарската пропаганда за време на пописот не преземал никакви мерки.